мислам дека некаде околу 15 часот, ја примила одлуката на Врховниот суд, која што ни бранителите ја немаат се уште нели примено. И само после 10 минути се појавиле полициски службеници кои што ја и кажале дека мора да тргне со нив да биде однесена на издржување на казната затвор, во затворот Идризово. Секако дека реков дека е тоа надвор од законските процедури, од причина што истата е оневозможена да побара одлагање на издржувањето на оваа казна по било кој друг основ кој што го предвидува Законот за извршување на санкциите, а има повеќе основи. Ете, таквото нејзино право е ускратено. И од тие да, истата нема примено во текот на вчерашниот ден упатен акт со кој што би била запознаена со терминот кога треба да се јави доброволно и едноставно да се подготви за одењето во затворот во Идризово. Зошто рековте дека нема ништо да се промени со оваа изјава? Па ништо, ние немаме правно средство сега на кој начин ние ќе реагираме на она што веќе е направено во текот на вчерашниот ден. Ке можевме да реагираме доколку и се врачеше упатен акт со можност за молба за одлагање по некои од другите основи кои што се предвидени во Законот за извршување на санкции. Сега веќе е тоа безпредметно. Судот велат дека може и додека е во притвор да поднесува такво барање. Дека тоа Меѓутоа веќе штетата е направена. Секако дека таа знаеше дека ќе треба да се јави на издржување на затворската казна во затворот во Идризово, меѓутоа секако дека се има процедура, закон се има по однос на истото и тука е повреден законот нормално на штета на осудената. А за што би барала за која причина би барала? Таму има точно 8 точки. Јас не кажав дека истата ќе побарала, меѓутоа можеше да побара. Например, сега е време, да кажам, шпекулираме, време во кое што имаме коронавирус. Може некој е болен, може не од тоа, може од некакво било која друга, например, болест или било некаков друг здравствен проблем. Секако дека има можност да побара одлагање на издржување на казната по било која друга основа која што е предвидена со Законот за извршување на санкции. Сега вчера имаш нова изјава дека практично само се активира стариот упатен акт, дали некаков упатен акт воопшто до сега во изминатиот период, во изминатиот година има добиено, пред 2,5 години. Имаше еден упатен акт добиено и истата со лична молба се обрати поради возраста на незиното дете да биде одложено издржувањето на казната. Освен тој упатен акт, кој што беше со конкретен датум, друг упатен акт нема добиено и во тоа јас ја гледам како нејзин бранител повредата на незиното право. Благодарам. Ке размислиме, ке видиме. Сега во овој момент, и ние сме изненадени, непријатно, заради прекршување на незините права.